Итно донесување на мораториумот за градба и обновата на колекторскиот систем се приоритетите за власта, но и решенија за спас на Охрид, велат екологистите, ден после скандалозната одлука на УНЕСКО со која предлага градот да биде ставен на листата за грозени подрачја. Вчера додаваат го чувме производот на оне што 20 години му се правеше на регионот, а властите го игнорираа не сваќајќи ја сериозноста на проблемот. Потребна е сега голема доза и на дипломатија, меѓутоа и на умешност да се коригира од она што може да се коригира, она што е сгрешено во изминатите 20 години и час поскоро да се преземат сите оние мерки кои што може веќе да се преземат, посебно за природното наследство. Значи тука најдрастичен е примерот со колекторскиот систем кој што мора веднаш да се санира. А најтежок ќе биде проблемот со санирање на сите оние дивоградби, нарушување, навлегување во езерото, менување на хидроморфолошкиот статус на крајбрежието и така натака. Мислам дека треба да се створат и други населби елитни надвор од Охрид, за да можат граѓаните кои што сакаат уште надвор од Охрид да градат стамбени згради, да се градат некои куќи, да се даваат, да се градат приватни, да се надвор од Охрид, за да не се затвора Охрид, односно да остане како Охрид еден град кој ќе треба да се сочува еколошки. Граѓаните на Охрид не се изненадени од новиот извештај, напротив ја поздравуваат одлуката на УНЕСКО, бидејќи велат само така може да запре децениското урбано дивење. Сепак очекуваат уште една шанса. Па да, голема штета е. Многу се гради ван план, се легализираат тие диви градби, неуредено е и ништо чудо да тоа го направат. Бетам дека време е да се стави во загроза или да се реши Охрид да се заштити и да не се гради таму што не е дозволено. Мислам е крајно време тоа треба да се испочитуваат. Што мислите, ќе остане Охрид, сепак ќе му се даде шанса или? Мислам дека ќе остане Охрид и понатаму под заштита на УНЕСКО. И централната и локалната власт тврдат, се постапува по забелешките на УНЕСКО, се изработува планот за управување со природното и културното наследство, а во процедура и новиот закон за управување со светското наследство во регионот. Министерството за животна средина пак информира дека набрзо ќе има решение и за дивоградбите. Што се однесува до дивоградбите, секако во соработка со Инспекторатот за животна средина, национално и локално ниво ќе излеземе на терен, ќе ги идентификуваме и доколку се воспостави дека се дивоградени, тогаш секако ќе бидат отклонети. Брзи решенија треба да има за хотелот во Лагадин, Али Пашината џамија, колекторскиот систем, дивоградбите долж Езерскиот брег, како едни од најголемите забелешки на УНЕСКО, која потенцира на целосен мораториум. Сепак крајниот збор за тоа дали Охрид ќе добие уште еден поправен, ќе се знае после 30 јуни, односно после седницата во Баку, каде детално ќе биде разгледан вчерашниот нацрт извештај.